Брат, има дресови што имаат многу повеќе од обична колекционерска вредност. Кога ги облечеш, се осеќаш како крал Артур, како штит да си ставил на себе. Брат, и сите дресови Јас што ги сакам носиш... сега да си земам таков дрес од репрезентација македонска, да се памти дресот што сме го носеле кога сме се пласирали на прво евро, ама сега со ситуацијава малце ми е пипаво, пошто не сум ја единствен што ќе сака да земе. Знаеш колку луѓе ќе нагрнеме таму? Јас сум единствениот што џабе троши зборови и лекции на тебе. Што е сега? Пак ли не си во тек, брат? Бе, па поените што ти ги зборам цело време со секоја уплата во Sport Life, па истите можеш да ги искористиш, ето за дреза, многу работи, бе, никад. Така убаво, си нижиш поени при секоја уплата. Истите во SL маркетот на Sport Life ќе си ги вреднеш со нешто што го посакуваш. И посебно ете за дрес ќе си ги искористиш. Ке те замолам уште веднаш укуце sportlife.com.mk. Прочитај ги сите привилегии, бе, другар, што ти носи секоја уплата таму. Имаш еден куп спортска опрема, електрични апарати, такав фин момак, знам, возиш точак, точаци има, апарат за сликање да ми сликнеш некој ливче кога ќе го фатиш, еден куп привилегии, бе, брат. Види го, бе, ко средношколка е, кога на добра слика ќе добие позитивна оценка. Што ти е, бе? Не ме деконцентрирај додека творам уметност. Не, значи не ме замаре, но ме замаре спор фавор, што вика Лука Сандра. Брат, уметност со Лацио ќе беше кога ќе испадневте, сега нокаут немаше да ја видите, а поготово сега тек уметност ќе биде што ви следува кога едва и прогуравте групна фаза. Ти најде да збориш, бе, по група бевте, бе, со Динамо Киев и Ференц Варош. Една крштена нормална екипа, имавте Јувентус, ве утепаа вчера, ве утепаа. Ќути, бе, вие два со вишак играч поминавте и не можевте со победа, а тек сега Бајан кога ќе ви падне некој таков у осми на финале. Кој ќе те ги гледа гребовите? Вие најубаво знаете како се проаѓа со Бајерн кога се паѓа. И вие сте втори у група и вас некој аж да ја ве чека. На крају вие вчера равноправно втори. Вие вчера со Јувентус не се видовте кај сте. Торино не видоа доста. На пензото не можевте да му даете гол вчера, 207 години има. Кој пензо, бе? Буфон пензо. Па Буфон ќе брани уште толку години за тие таквите околу него. Па на вас ќе ви брани, ни тука гол нема да му даде. Леле, вон за пензионери ќе ми збори. Буфон е голманиште, бе, брат. Легенда е, бе. Буфон ти е човек, брат, што го имаш пред 20 години и не ми е криво, брат, што некад ете еден таков човек како Буфон, легендан, ќе не спречи онака да завршиме без пораз и ќе не сопне да бидеме втори налик со вас, што не треба ни да се рамњаме. Тончи, дај слика од Буфон да види царот како го величат. Што века велики Джиджи јучер зауставил 7 месеви удара за локвир свој гол. Иако сум изгорен, брат, поштувам зашто стварно Джиджи, а што е ова вторава слика? Ова сака да кажат дека Сони Кец излегол Буфон кога почнал да брани, Сони Петка сега излезе, он уште брани. Види, не на Меси 7 ударци. Дека е најдобар италијански голман на сите времења, не го спорам, ама дека е најдобар на сите времења, го спорам апсолутно. Да, бе, за тоа Касилјас за мене е 3 скали над него и друго, Касилјас не си отиде од својот клуб, но го избрка оние цреповине од Реал Мадрид, што не знае си ги поштуваат легендите. За авантурата у Париз сега ќе ми ја нафрлиш. А овој отиде у Париз да осваја Лига на шампиони и освои куп на Јашар Ахмедовски со нив. И се врати се Јувентус на 112 години и сега ќе освојува. Не ме товари со Буфон, жити све. Тај не со Буфон. Ко другар ти Матеја си станал, брат. Со Меси и со Роналдо што правиме, брат? Леле, кога ги чујам оние вчера цело време, ова е можда последната нивна пресметка. Што име на сите, бе? Која последна, бе? Верувам дека ќе се сретнат уште еднаш прво Лига на шампиони, ако не у финале. Али пази, они колкави ривали да се, вчера бога ми средбана им беше
дури и онака пријателска. Пријателска што ретко Тончи пушти може да се видат вакви. Колку и да си ти за Меси, ја за Роналдо сме ривали, добро е додека имаме може да уживаме уште у вакви слики. Ја верувам дека уште еднаш до крај ќе уживаме, еве у финале. Моја топла препорака да не. Ти ќе доеш до финале, Барселона ќе дое до финале. Брат, Само после изгаси го сонито струја да не ти троши. Ова преграткава е, брат, жал ми беше да ме Торино што не играше. Да ме камај ти пушти да не биде. Какви се? Да не биде зашо он до сега, брат, нема у Лига на шампиони. Роналдо први 2 гола му се против Барселона. И ова е прв меч нивни после 9 години у Лига на шампиони и прва меѓусебна пресметка после 2,5 години, таму 2 години и 7 месеци. Дека нема да биде последна, пошто прво они двајца какви надреализми се, друго денеска фудбал кој све игра, овие двајца покрај денешниве ќе бидат на врв уште до 40, до 40 ќе терат сигурно. А имаш една посебна екипа која што е така збирштина од чудни ликови, од чудни фудбалери и карактери. Мислам дека више знаеш и за кои ти зборам, една екипа у Европа што не знаат кај тераат. Тончи, ајде да не го мучиме братот с Лајо пушти. Зашто ти е омилена, брат? Ти види. Омилени, по-особено Мегвајер ти е омилениот. Која иде на утакмица дома, кој ќе рече на утакмиците, му викат, абе кажи озбилно не зафркај. Не знам, брат, ај го ги величе. Види го, тоа е тој тренерски поглед полн со изгубеност. Што да кажеш покрај такви играчи, брат? Па мајсторе, Мегвајер дадоа тон ги бранеше. Младите играчи Рашун ќе направат, оле млад тренер. Па оле од младиот тренер нити е млад, нити е тренер, толку јам ти кажам. Брат, ќе му дадам шанса. Иначе за Мегвајер само една работа ми е криво. Што во наредниве квалификации од фаворитите Англија не се падна со нас во група, па Тричковски, Алиовски и Барди да му поместат центар за рамнотежа и кичмен ступ да му изместат. Па и треба да жална. Ај Тончи да видиме на кого ќе му поместуваме. За тоа ќе им поместу. Да, германците, брат. Затоа ќе страдаат Вернер и компанија. Вернер и компанија, оној чудакон што игра у одбрана таму. Репрезентативниот фудбал, посебно 2021 ќе ни биде. Мене оваа група, знаеш што ме занима? Мене ме занима да ги отворат стадионите за гостинска публика за да воспоставиме билатерални односи со романките у Темишвар, у Букурешт, тамо зависи кај ќе се игра. А што во Германија? Германија? Ти немаш што воспоставуваш или може да навијаш за мене додека воспоставувам. И не очекувај слики и видеа. Ако отидеш таму, брат, нема да се вратиш ти. Каква Дилајла си? Ќе останеш таму, ќе треба колега да пара. Румунките, не знам ова на румунски ја кажам, али ќе научам. Никад, секогаш знаеме заедно да споменеме историски фудбалски успех на сениорите, но често забораваме да кажеме дека дел од овој историски успех има голема заслуга човекот кој можеби првиот го вкуси оној баш фудбалски историски успех, иако не беше на сениорско ниво, сепак паметиме пред 3 години 2017-та. Така. Првото фудбалско европско првенство ни беше младинското во Полска во 2017-та. И верувам ќе се сложиш дека и 50% од овој историски сениорски успех е заслуга и на Благоја Милевски. Селекторе, чест е што ни дојдовте. Чест ми е што ме поканите. Дистанцава, нели, растојание протокол мора да се запази и јас се извинувам заради маската, но мора да таков ни е протоколот. Вака се од оваа дистанца, како ви се чини таа 2017-та, тие момци кога ги видите, дека и на сениорско успеа да не однесат? Па секако дека прво као македонец сум горд на тоа што го остваривме прво за прв пат во историјата на македонскиот фудбал. Таа 2017 со учеството на завршниот турнир на Европското првенство во Полска. Секако дека и сега сум не само горд, него и некако исполнет до крај, затоа што голем дел од тие момци, па се не погрешам со бројката, мислам дека меѓу 10 и 12 се во составот на репрезентација. Се го изборија пласманот на ова за прв пат со А репрезентација, втор пат во фудбалска наша историја. Пласман едно
европско и сега тек сум некако исполнет. Тоа е 2017 пред да почнеме со она што моментално се работи, ќе ве навратиме малку години назад. Кој е Боби Милевски во детските денови? Како со фудбалот, од фудбалска фамилија? Да, Боби Милевски потекнува од спортско семејство. Мојот татко беше активен фудбалер во македонските лиги, во тогашна Југокопта, денешна Македонија, Ѓорче Петров. И тој ген си го носам. Почнувајќи во Македонија, Ѓорче Петров, потоа во Вардар, долги години во пионерските категории за репрезентација на пионерска на Македонија. Професионалниот ангажман Црвена звезда е клупски, играчки. Тука на 15 годишна возраст, играјќи за младинската репрезентација на Македонија во Фоча, тогаш на турнирот на Републики покрајни традиционален што се одржуваше. Ме забележаа скаутите на Црвена звезда, покојниот Војкан Мелич, како координатор на младинска школа тогаш, баш на преварот против Србија. Добив покана да учествувам као пробен некој турнир во Минхен за Звезда, беше јуни месец, да. Во финалето, играјќи со Бајер Минхен, победивме 3-2 и од таму почна таа една љубов кон Црвена звезда. Поминати 5 години, од кои година и пол со prvotимците, тоаш на таа златна генерација која Раните 90-ти. Да. Така да се на се стварно мислам задоволен од тоа што го достигнавте во играчката кариера или можевте можеби повеќе, но некои работи не се наместија коцките како во тренерската кариера? Задоволен, да. Секогаш може и повеќе, но мојот карактер на тој пркос и инат македонски што си го носиме ние, не признавајќи дека е некој, нели, никогаш дека е подобар од вас, дека верувајќи и текако во себе, немав некако трпение да одам, што се вели, на позаимица некаде од Црвена звезда, зашто без разлика што игра еден Белодедич или Радованиш на времето или Киро Капич, доста поискусни од мене, јас на 19 годишна возраст, значи не признав, нели, дека се они подобри од мене и тој својот некој македонски пркосина што си го носиме ние македонците во генот, ме натера да одам во една друга насока, био во Грција, па Грција во Словенија, назад малку, па Израел и така. Кога бевте назначен првиот пат за селектор на U21 репрезентацијата, со она што отиде на европското, многу луѓе со скепса го дочека вашиот избор. Дури во едно интервју наведовте дека многумина чекале едва и да кикснете некаде. 2016 кога бевте избран за тренер на годината, дури со стоечки овации единствен што ја прими наградата, тој пркос ви дојде ли да им каже да може да им се обратите во лице на тие што ве спореа? Ние бевме во август месец со тогашниот председател, нели, и мојот кум на одмор, и мене Илчо Георгиевски ми е кум, заедно седме лежалка до лежалка. Си пиете пиво? Не, пиво не пијам, пиевме Нескафе, да, во Грција обично идам на одмор и му звони телефонот, комисијата таму, нели, за избор на селектор и му се јавува Вајдар да му каже кои се кандидати и го заврши се разговорот, мене ми се врти вака, вика, Боби, ти си кандидат за селектор, за селектор на 27, си се кандидирал? И викам да. А зашто не ми кажа? Викам, зашто ти кажам, викам, јавен конкурс. Од тие кандидати кои што е, мислам дека имам CV подобро. И CV поднесов. Документи, све се аплицирам, не е проблем. Како ќе одлучи комисијата, тоа е друго. Вика, зашто ми? Викам, нема потреба да ти кажам, викам, јавен конкурс беше, да беше затворен, може би. И се на тоа остан. И комисијата како одлучи како што одлучи, јас од 14 септември мислам, 2014 почнав со U21. И пак
тоа што вие го кажете, скептицизам, некој не знам, недоверба во таа наша спортска јавност, у наводници, ќе кажам. Без разлика на моите постигнати резултати во ФК Варна. Како успехот единствено што не се простува. Така, да. И сем тој пораз со Исланд, нели, прво квалификацијско коло 3-0 таму. После тој пораз имавме 13 надпревари во низа до Европското првенство без пораз и бевме втора стација после Португалија, беше со 16, кои се пласиравме на тоа европско со најдолга низа на надпревари без пораз. Исто впечаток силен ми остави кога ве контактирав пред некој ден, кога ве прашав дали одмарате после репрезентативните обврски, кога ми рековте никако одмор, спремам нова генерација. За новата генерација малце подоцна, мора да направиме еден краток осврт за ова сега што ни се случи и за само 2 бода повторно не успеавме да играме на младинско европско првенство. Кога почнаме со оваа генерација, сега нели по моето враќање од Израел, сериозно бев малку скептик. Од кој аспект? Да, доаѓаше генерација 9-8 као носител и помлади, кој 9-8 во своите U19 настапи немаше ништо забележително, но 99 родени играчите, нели игра изборја пласман и игра елитна рунда тука. И имаше некој одреден квалитет. За поголемиот дел од јавноста да некоја најталентирана генерација се прогласи играчите родени 99-та. Но во моментот кога се вратив и почнав да работам прифатив да се вратам да почнам со оваа нова генерација, со работа, во тој момент некако се изгубија фудбалерите и никој не играше. И од тој дел, да, квалификација за U19 нема додирна точка со квалификација U21, што од сите фудбалски аспекти, значи од квалитет, од противник, од нивото на кое се игра, од нивото од кое доаѓаат противниците, клупскиот фудбал, значи никаква додирна точка нема. И јас пак ќе кажам, како иде европскиот фудбал сега, во последните 5-6 години, квалификациите, без разлика дали ја работам со U21 или не, него можете да ги видите и играчите кои настапуваат за U21, се на многу високо ниво, ако не малтене на скоро исто ниво на А репрезентација. И оваа група сега кај што имавме на Шпанија, еден Израел кој години наназад има многу квалитетен младински фудбал, доаѓа од вториот шешир, а да дојдете вие да стигнете да бидете втор шешир во U21, значи треба едно 15-16 години наназад да имате врвни резултати у квалификации за европско првенство. Доаѓа една Црна Гора од трет шешир, доаѓа една Македонија од четврти шешир и имаме Казахстан од пети шешир и Фарски острови од шести. И доаѓаме у ситуација да освоиме 18 бода, доаѓаме у ситуација да имаме исти број постигнати голови со една Шпанија. Од која мислам само од неа загубивме двата надпревари, од кои тој во Скопје несреќно, од сите фудбалски аспекти беше надиграна. Пенал нема да кажам несреќно, зашто за мене пеналот не е треба човек да знае да изведе пенал да погоди. Значи за мене не се согласувам со тие кои каже несреќно не давме гол од пенал, немавме среќа. Не. Пеналот не. Како тренери сами знаете колку и се тренираат пенали и голманите и изведувачите. Значи пеналот е според мене моментална психофизичка подготвеност на играчот, споредувајќи ги нашите играчи кои немаат никакви надпревари, а не од таков тип, споредено со Шпанија кои играчите игра стандардно у Шпанска лига и доаѓа у ситуација да бидат конкурентни максимално тие 90 минути во Скопје
И само ради тоа ми е криво што не им се надгради трудот и тоа што начин на кој што го одигравме над преварот со барем еден бод. Последниот период се створи една дилема низ јавноста околу договорот на сегашниот тренер на сениорите Игор Ангеловски, доколку не биде како што сите планираат да продолжи договорот, доколку ви се понуди шанса да го водите тимот во сениорите, што можеби тоа се карикираме, би прифатиле? Значи вака, базата на А репрезентација ние ја направивме. Значи база од 10-12 играчи од 2015, 16, 17 па навака. Значи базата е направена. Подпомогната со Пандев, Стефан Ристовски, Алиевски, Адемио. Значи дојде една доста конкурентна репрезентација да имаме со индивидуални квалитети. Мислам дека до втор шешир сме тука. Сега, од оваа генерација сега што завршивме, одигра дечките едни квалификации, според мене успех раме на претходниот. Доаѓаме уште со 5-6 фудбалери како допуна на таа база што ја направи. Значи веќе Повик точно во веќе 5-6 се конкурентни во моментов да ја допуна таа база. Значи имаме веќе база за наредните 2-3 циклуси. И само да се продолжи со ваква работа, значи подпомогната, пак ќе кажам, од професионалноста и стручноста, ќе кажам, на раководните лица на ФФМ, кои овозможуваат сите можни услови за напредок, да не се запре тука, него да го продолжиме тој континуитет. Значи очекувате повик. Кога тогаш очекувате повик? Не само на мене, него на, мислам дека на секој фудбалски тренер. Не сон, него желба. Значи желба секако дека имам, поготово што знам дека имаме квалитет, го познавам материјал и мислам дека со дополнување на тие играчи што ги поседуваме сега, како поискусни, повозрасни, мислам дека имаме материјал и за наредните 5-6 години. Па ќе видиме што ќе ни донесе времето. Времето и ќе покаже, ќе докаже дали сме прави. Ние на нашите гости им поставуваме тука едни убави предизвици на овој фин син екран кој што ни треба да ги разрешуваат. На вас ви спремивме еден предизвик меѓу 3 градски ривалства, тоест не се градски, него се државни ривалства во своите лиги, да видиме од која екипа дресовите ви се чинат поубави. Знаејќи дека сте професионалец, така малку позатворен тип и затоа решивме на дресови да се фокусираме. Да, тоа ни можеме да ги видиме првите. Манчестер Юнайтед или Ливерпул, кој дрес убаво вака ви? Дизајнот, должината. Дизајнот, бојата. Значи да се сконцентрираме на дресовите, не? Максимално, па не гледам што друго. Па добро сега. Се може. Па мислам Ливерпул тука, да. Ливерпул, до New Balance-от, до должината на дресот, до моделот. Па не моделот, како модел, мислам дека без разлика на фирмата, нели? Ах, тие русови. Ливерпул однесе уште една победа против Манчестер. Можеме тони следното ривалство го видиме. Милан, Интер. Тука Милан дефинитивно. Ова навивачки или вака според дресот? Не, според дресот, да. Според дресот и малце навивачки, да. Јас сум Лацијал с братимена екипа со Интер, ама бога ми тука за дресот на кај Милан ме влече. Поготово што не знам тој имидж што го има Интер со години наназад као дефанзивен клуб со таква филозофија на фудбал. Тука може би и од таму, нели симпатиите ми идат на Милан повеќе. И имаме уште едно ривалство, малку понавично е Бенфика Порто. Па Бенфика тука, да. Бенфика. Таа црвена боја. Нели привлекува Мада и Порто не е да го отпишеме. Нели од Црвена звезда, од македонска репрезентација. Не извежда е Да, Македонија Ѓорче Петров. Вардар тука исто. Некако се на црвеното. Аж до тисто. Да.
Мала, јас тука не би го отфрлил Порто, ама за немаме судир на интереси, ја Порто ќе си го изберам тука. А покрај предизвикот имаме уште една фина работа и фин момент во нашата емисија. Доаѓа оној хуманитарен дел со нашите партнери од Sportlife. Ќе играме или ќе уплатиме еден тикет од 500 денари ваучер. Ваша задача е најдобро да изиграте 5 надпревари од понудата на Sportlife, да го фатите ливчето и по ваш избор, добитната вредност да ја подарите онаму каде што мислите дека заслужува. Настрана од хуманитарното личе што го правиме, водиме и една копрвенствена табела, нашите гости колку погодиле, па нивните коефициенти ги Надпреварувачки дел со гостите. ги сметаме, да. Чисто табелата Тони прво да ја погледнеме. Со Ево, кого секе се вака ни стојат досегашните погодувачи. колегата. Чиро значи далеко, Чиро Бога ми доминира. Кажа, Христоф и Наумчен ни една не погодија од 5. И за тоа талент треба. Па ајде да Веќе видиме. не знаете како е. Ова е вака преглед начелен на мечевите. Се одиме една по една. Ова навивачки ќе го викам. Навивачки за За Реал. Кец, чист. Па да, у криза се маца, ама не може да иде до крај. Не знам. Па ајде еден Никс може да ставим. Кецис. И јас тука одам дека гол прво, гол второ. Од двете полувреме по еден гол дека има. Па јас ќе играм. Вие сте више ниво над мене. Еден икс и од 0 до 3 гола. Одиме Малку следната. да зголемиме на Борусија, позицијата. Дортмунд, Штутгарт. Да се надевам дека Чорлинов ќе игра, Така да очекуваме поголема минутажа. мада у гости играат добро. Тука X2. X2? Да. Јас тука мислам дека Дортмунд ќе. Или 3+. X2 и 3 може? плюс. Ја стави. Да. Може и тоа и тоа. Да, може, така. може и двете да се врзат. Кец и 4+. Ау, браво. 3-1 нешто дека ќе биде. Еден и од 2 до 4. Одиме следна. Каљари Интер. Двојка. Чиста двојка. Јас тука одам двојка и Интер дека ќе даде гол во двете полувреме. Браво, Веника. 2 од 2. 2 од 2. Одиме понатаму. Кристал Палас, Тотенхем. Предоволно. 3+. 1,90 ли? Така? Добар куп некој. Да, 3 плюс е окей. Јас тука одам двојка и 2 до 4 гола. Никад сна голови удри. Царе, ја чиста двојка. Колку е? Чиста 75, двојка. да. Да, и последната ни е Манчестерското дерби. Двојка. Двојка чиста. Двојка чиста и јас одам дека прво полувреме ќе биде ГГ. Дека уште на полувреме ќе биде гол. А ја обратно тебе, гол втора. Гол втора. А ние се надеваме дека вашето ќе биде партнери добитно. и едно мало внимание. Ајде. Ко новогодишно пакетче, тука има свашта Ви внатре. благодарам, браво. Супер. Сега ја дојдов со празни раце, ама. Доста е од вас да очекувам успеси на репрезентативен план. Да, Тоа е најголемиот подарок кога за со сите некоја нас. следна генерација кој да биде ќе се пласирате на европско, карти ќе ни дадете. Треба карти, ќе видите почесни гости. Ова камерата го има регистрирано. Ќе видите почесни гости сега. И сега да го исполниме адетот што го исполнуваат сите наши гости, а тоа е еден убав автограм за одека на нашиот легендарен зид. Кога ќе прашаат кој Или е, доле. Па не дека што ќе биде видливо. Па не, тука да не ги спонзорите да не ни се наљутат, нели? Супер. Вака. благодариме селектори и да се гледаме за убави работи и за уште поголем успеси. Ви благодарам и на вас. Фала ви уште еднашка. Никац, Боби се покажа дека е добар на терен, успеси, ама некако во типувањево се плаши, ама баш тука верувам дека спорт Ми се свиѓа што лек идеше искористи предпазливо, ова, така, пошто има предпазливост усвест дека е негова. хуманитарно И ливче. конечно, да, Sportlife ќе си донира едно добитно ливче Ајде од да наша видиме страна и одиме со првата Реал Мадрид Атлетико. Кец Икс, дупла шанса. Добро. Идеме следна
Борусија, Дортмунд, Штутгарт. X2 и 3 плюс. Двојна шанса, комбинации X2 и 3 плюс. Да. 4-33. Фињак тотален. Одиме следен. Калјари Италија, Интер. мислам. Да. Калјари Интер. Двојка викаш? чиста. Чиста двојка. Да. Следна ни е Кристал Палас Тотенхем. Кристал Палас Тотенхем. 3 плюс. Во ред. Очекувам 1,97. голови. Вака така море супер Фини квота си коефициенти, направи. фини. И последна ни е Манчестерското дерби, двојка. Ау. Не знам од кога Юнајтед не бил вака подценет против Сити како домаќин. Реал Мадрид, Атлетико. Ова беше Кецикс. Епа, никад и ова оди со 500 денари ваучер од Спортлайф. Скоро 15.000. Веруваме дека конечно ќе упали хуманитарната добивка. Никад да видиме накратко и кикбоксерот како одигра. И што му фалеше за да биде добител, Он беше близко. Он упеца 3, Тотенхем Арсенал го погоди 0-2, Челси Лиц го Одлично. погоди, Кец го ја погоди Самдорија Милан двојка, Севилја Реал за малку беше Колку X близко беше. и Бајерн за малце ќе го победеше Лајпциг. Иако беше бар. Ама У доволно за на пол позиција. табелата наша да рипне трет. Помилениот мој дел доаѓа никац. Каде брат не знаеш да врзеш 2 со 2. Со стомата меѓу мене и него, си фатил 2 утакмици, царе, треба да частиш, иако ти памтам частење Мора секој ќе ми нереализирано. испаднат петте, ќе се чешаш. Тоа ќе ти испадне ништо, нема да ти испадне. У пола пак те водам и на квота, со таа квота се фалиш цел живот и пак си Ќе видиме, далеку за видиме. мене. Тончи, дај да видиме и конечен изглед на табела меѓу мене и никац. Ова е моментален, а конечен ја ќе видам прв, тугам ти Конечниот кажам. брат, се плашам да го добиеш. Тугаш не бе на 2 Ке утакмици. се разочараш, нема да сакаш ваков дел да има меѓу нас двајца. Чао, пријатно. Ако јачај се. А сега следува делот кога треба да се јачаат така е. и оние што нас не следат. Претходниот предизвик, каде што требаше да гаѓаат црвен картон каде ќе падне на нашите утакмици или да не падне. Каде Ова се? се 5 души кои што на нашите социјални мрежасти платформи Беа погодија најбрзи. беа најбрзи При тоа. дека црвен картон нема да има и се добитници на 5 ваучери од Спортлайф, а тоа се Перица Гиевски, Стефан Гочевски, Златко Рома, Бобан Митровски и Антони Цветковски. Напомена сите, овие се најбрзите точни одговори на 3 социјални мрежи, нашата фан страна Google 3+, нашиот акаунт на YouTube и фан страната на Sport Да. А за наредната имате предизвик од нашиве 5 мечеви на кои ќе има најмногу корнери. Значи, ќе ги соберете корнерите од двете екипи, каде ќе има најмногу корнери. При тоа, секако се знае, лайк, сабскрајб на нашите социјални мрежи и никад за крај останува уште Да, обично сте навикнати дека ние во малце шегови тон ги одјавуваме нашите емисии, меѓутоа денеска ќе биде малце поинаку. Тончи, ќе те замолам да ја пуштиш сликата тука на екран да се види. Да, Заедно за Ѓорги. Ѓорги Џонов, фудбалер, се надеваме дека ќе му се врати на фудбалот после сите овие хуманитарни акции. Ќе добие најважната Ѓорги има битка во 29 животот. години, потребни се големи средства за негово лекување и нам навистина и како продукција и на мене наслаган како ваши другари, пријатели, браќа, еве да ве замолиме доколку одвоите малку од времето и од средствата да направите една донација за Ѓорги.